Најнапред сакам да го честитам денот на здравјето, денот на здравствените работници, зашто подосна доктор Добрила Андоновска ќе се обрати. Јас би сакал да кажам што како председател на Република Македонија ќе инсистирам во делот на надворешната политика. Таа оди во три главни правца. Прво, јакнење на нашите позиции во НАТО структурите и залежба на Република Македонија за малку поголем респект и малку почит и кон државата и кон граѓаните на Република Македонија, како НАТО, така од стратешкиот партнер со Соединетите Американски држави и од Европската Унија. Исто така, продолжуваме на патот кон Европската Унија, се што треба реформи да правиме, ќе правиме, но со јасно ставање до знаење на Европската Унија и на сите членки дека Република Македонија е подготвена да чека на прием до 2030 година. Ако до тогаш не бидеме примени, ние не сме подготвени повеќе да стоиме пред вратите на Европската Унија, тамо застануваме, а не се откажуваме од тој пат, но тогаш ќе бараме собствен пат за развој на Република Македонија, а пред се за носење инвестиции и за отварање на работни места, затоа што ваквата нивна политика со се нови барања, со се долгогодишни притисоци врз јавноста, врз нас македонците, практично да ги исели нашите деца и полека остануваме празна држава. Следната работа е нашата надворешна политика пред се јакнење на економската дипломатија и особено јакнење на економската дипломатија во земјите каде што имаме силни трговски врски, но во исто време ќе инсистирам да Република Македонија во најкраток можен рок подготви проекти за најмалку 50 милиарди евра со кои што ќе се побараат директни странски инвестиции во нашата држава. На таков начин ќе се подигне економијата, ќе се отворат нови работни места, ќе се зголеми бруто општествениот производ, но во исто време и да се подготви државата за обновата во Украина.